Преку моралното дејствување на личноста се согледува она што таа е, она што сака да биде, за што се залага, што мечтае. Преку моралот се покажуваат нагоните, навиките, инспирациите, емоциите, копнежите, стравовите. Најзначајна страна на моралното дејствување е разумската страна. Разумот представува човекова моќ за умно, правилно, логично, критично, принципијално мислење и разгледување на прашањата. Со помош на разумот, човекот ги сознава објективните димензии на проблемите и нивната суштина. Основата на утилитаристичкото учење е ползата како двигател на човековото однесување. Користа за Джереми Бентам представува задоволство и среќа на најголем број на луѓе. Моралното сметање представува метод со кој разумот со пресметување ќе ги согледа сите вредни и невредни, добри и лоши елементи на своите идни постапки. Според Бентам, основните елементи на нашето однесување кон светот се задоволството и болката. Во Бентамовата таблица за морално сметање има 7 елементи на задоволство и болка, и тоа: интензитет, траење, сигурност, близина, плодност, чистота, опсег.